Наистина, за вас koji prvi put dođete, a ja se pak 40 godina živeo, a to je cijel život žive u Istra, tuka postoji jedna strašno dlaboka svest za istorijata i za vrednovanjata na istorijsko to minato, na istorijskite ličnosti i postoji ogromna beskrajna griža. Na Vistina Čakavski sabor, ono što vi go kaže deneska, Albino napravi napor da se nadomestat tije prazni mesta vo ta istorija i da se vrednula se to. Ne bilo tako jednostavno kako što veli Albino, nemame pari, odime u Makedonija, pa ke se obideme da i ti je tamo vikat ok, ke dademe nije 15 miliona. Sekoj ovoj kamen i sekoje mesto kada što je udreno vaka da se vaja, to je sve so pot i da ne rečem so krvno, so pot i so makije napraveno i zato i trajal proces od 10 godina. Su site sponzorski davanja od kamen i od predprijateljto kamen. No, jedno nešto ke vi kažem, ja svedočev koga dojdov tuka i koga bев urednik na jedna izdavačka kuća i koga stanav direktor na ta edicija Istran iz vekovite, vo 10 knjigi, vo 60 knjigi togaž beše, a сега već ima 100 knjigi, koga baravme sredstva od opštinite istarski togaš, od gradovite. Site dava ne samo po nešto, dava значително. Потоа, заедницата тогашна заедница на општините на Rijeka, тие дадо, островите, Црес, Лошинј, Крк, затоа што тие на времето во 19 век и инаку во историјата порано биле целина, истарска целина, истарска провинција. Подоцна овие нови времења кои бара да се поделат општините, да се направат мали општини за да имаат полесно да манипулираат со изборите. Тоа е така поделено. Инаку, вие мора да знаете, ве молам да го запомните ова. Истра, Трст, горе Крас, па се до Кастав, целата Либурнија, значи од Опатија оваа страна, до Пула и до Црес, Лошинј и Крк. Сето тоа е всушност Истра, затоа што имаат исти карактеристики на диалектот, има нијанси, се разбира секое место, имаат слични или исти носи, мелосот е сличен, имаат тука во Истра, не знам дали сте имале прилика да слушнете, освен домашните луѓе се разбира, имаат тука роженице, се свират на тенко и на дебело, така се вика тоа, значи таков сличен звук имаат зурлите наши во Македонија. Тоа се архаични инструменти со архаичен звук и кој зборува за еден архаичен живот длабоко во минатото, во историјата и во она што е пред историја тука. Во 2008-2009 година од една наша археолог Клара Буршич-Матијашич објавив една книга во нашата едиција Историја на Истра за градините. Тоа се на македонски ќе се обидам, дали се тоа историчарите треба да ми кажат, значи оние на ридовите стари неолитски градини. Не знаете, предисториски. Населби, градишта или така некако. Градишта. Да. Истра е преполна со градишта. А патем додавам, бидејќи го правевме индексот на имињата на тие градишта, дека многу слични имиња има и тие се и етимолошки објаснени, да речеме Вардар, Вардач, Стража. Такви имиња има тука во и се наоѓаат токму на такви места каде што биле тие стражи некогашни. Значи, кај да чепнеш, тоа ви го кажа веќе во Истра, исто како во Македонија, кај да чепне се историја. И само што не знам какви тимови се потребни и колку средства тоа да се направи наеднаш. Истра, Албино, нека ми прости што јас ви го кажам ово, тоа повеќе припаѓа во неговиот живот, затоа што тука го поминал, се родил тука и го поминал целиот живот. Јас од детство, од 6 месеци, секоја година доаѓав тука и по неколку месеци престојував и со вас сум затоа што во 63 година бев во Истра. На мојот кревет падна оџак
и го затрупа во населбата Пролет и потоа останав тука и учев во Опатија, па во Лоско и после се врати во Скопје и таму завршил. А зошто ви го кажувам ова? Затоа што ја познавам јас онаа Истра кога имаше уште многу малку асфалт. Кога по оние патишта по кои одевме имаше макадам, бели патишта, насекаде лета јаребици, зајаци трчаа на сите страни. И затоа што беше таа идеја, некоја далечна идеја за Истра сиротица за која што ви зборуваше Албино, се продолжи и во периодот на Југославија. 60-тите години тука е доста екстензивно се, да не кажам пасивно. Меѓутоа, тоа произведе два ефекта. Еден ефект е од селата одат кон градот, кон Пула, Улјаник, Индустрохем, творница цемента, многу индустријски, и ги напуштаат селата, и младите особено. А од друга страна, и се напуштаат селата, почнува да пропаѓа селото. Но од друга страна, тоа ја спаси Истра, незините амбиенти, затоа што кога дојде времето на еден процут материјални можности, тогаш кога почна да се гради, веќе беше Истра заштитена, за разлика од некои други средини кај до морето, кај што стаа со градби и сето тоа. И така остана невина и убава, чиста Истра и многу е поносен овој домашен народ на сето тоа. На вистина не дава да се чепне, ниту на историјата, не агресивно, само го почитуваат тоа. И ова е сосема природна работа, бидејќи што е направен овој, освен тој голем човек, тој Зване Чрња, еден така, Хрватите имат најубав збор за тоа, самозатајна особа, повлечен, тивок, скромен, меѓутоа голема фигура, кој имаше и перспектива и наназад и нанапред. Тој во соработка со Јосип Братулич, тој академик, кој е голем славист, дојдоа на идеја да го прават ова и решително со стегнати заби го истурка ова, затоа што овој простор тоа го заслужуваше. А како можеше во тој простор да не дојдат такви големи фигури како што се браќата, како се вика, Кирил и Методи и овој Климент Охридски. Ова е престолот? Ова не се вика престол, го викат сиело или катедра. Значи тие замислеле дека како да е во Охрид, ама тоа било секаде каде што се каде што патувале, држале, имале катедри вакви. И она што е интересно, има еден документ кој е после нивниот период, меѓутоа зборува за една друга традиција. Во Истра во 1325 година е напишан, а 1430 и некоја година е преписот најден, оригиналот не е зачуван, еден глаголски ракопис кој се вика Истарски развод. Тој Истарски развод, тоа значи дека комуните, секојаш им биле по 3 комуни една до друга, повремено доаѓале нотари од Германија, од Австрија, тие стари краишта и од Венеција, каде што се допирале, доаѓале да прават разграничување, тоа значи развод овде, разграничување на комуните. И тогаш земале од едно село, значи 3 села, ако има од едно село, од сите села по еден најстар човек, најумен, кој знае, помни каде се ставени крвчиња, меѓи, каменчиња и така натаму, да се знае тоа е таа меѓа. И најмлади од селата да ги запомнат тие работи. Тој Истарски развод е еден чудесен ракопис, а ова потсеќа токму на тоа, затоа што она што ние ќе го правиме на крајот, тие секогаш го завршувале тоа, иако имале караници, ама не вака било, онака било, тие секогаш завршува мирно и со ручек, со договор и така мирно се разидува. Така во Истарскиот развод завршува секое поглавје. Еве, и ова е дел од таа традиција, има, кажете? Камењата што значува? Тоа се предпоставил авторот дека тука бил Климент, држал предавање на своите ученици. Тие седеле тука, запишувале и така. И нашите моми секогаш сака да седат тука,
ако немат обврска да пишуваат домашна задача. Ова е училница. Да, многу е убаво местото, популарно е. Па гледате, не е косено, не е ништо тука, секојаш па и лани кога бевме и порано се плашев и секојаш е вака тука изгазено, значи луѓето доаѓаат, го посетуваат тоа. Голема работа. Кога се случи новата држава Хрватска, еден славен човек кој му бил шеф едно време на Албино, Владимир Шекс, во еден говор тука во Пула изјави: Истрани, узмите се у памет. Ви сте Хрвати. Па можеш ли ти на истарските Хрвати, кои се последната западна енклава Хрватска, словенска, глаголјашка, да им го кажеш, тоа е многу непопуларно заврши. Меѓутоа, навистина таа свест за тоа постои и ова е гордост на Истра во смисла на не само мултикултуралност, модерен поем тоа, на цивилизацијско достоинство, затоа што Истра се наоѓа, ја наречува италијаните, ја наречува Истра Giardino del Mondo, значи светска градина. А од друга страна, тоа е папокот на светот, ќе го заборавиме авторот од Македонија, затоа што тука се наоѓа меѓу романската, словенската и германската култура. И сите војски од сите тие краишта поминувале, се судрувале и секогаш народот трпел, и како што го слушавме тоа во чие предавање, во сите предавања, особено кај Кочо, имате овој дел тука, значи Роч е под Венеција во средниот век. А само малку подалеку таму кај Пазин, тоа е веќе под германското свето царство. Истиот народ, исто население, меѓутоа поданици на едната и на другата власт. Овие од Венеција се бенечани, оние се краљевци, така ги викаат. И кога се случува војната, ускочка војна, така наречена, 1515 до 1518, ги праќат овие од Венеција, не ги праќат на овие овдешни подестати, тоа се градоначалници, им велат: одете, спалете таму, уништете сите ниви, растурете. И толку трае таа војна 3 години, што најпосле му пишуваат тука од Бузештина, баш од Рашпор се вика тоа место, Рашпорски капетанат, му пишуваат на дуждот. Еден од тој Рашпорски капетан вика: али ваше височанство, више се нема шта спалити, убити, уништити, све е уништено. 30-40 години после тоа не можеше да се опорави овој простор никако, затоа што тоа беше доистребување, народот јадел трева и така. Тоа е се влезено во гените на ова население во Истра и многу се предпазливи, ама не од политички причини, туку емотивно, предпазливи се да не повредат некого од другата култура. Акцептираат Истра и затоа и нас не прими од овие далечни простори. Овде Екс-катедра, чак си се држал за катедру, да си говори од срца. Алдо, овде пишува Свети Климент. Или? Епа, слушај, во глаголицата сум слаб, меѓутоа тука би требало да пишува Сиело Климента Охридско. Така би требало да значи тоа, но не знам. Има едно книвче за тоа, ќе проверам па ќе ти јавам. Да, не, ние се ние. И ти си ми оно монографија со брату ли се му дала? За Македонија. А ја, ти снимај зашто ќе пишуваме. Сега ќе пишуваме. Ќе ми дадеш.